запознал. Се сеќавам на него од 80-тите, така, рани 80-тите, значи, уште беше продавницата од жито лепшо веќе не постои по, да речеме, во ближу Гостителското училиште. Тука и знам онака, уште во бавчите наши се шеташе, каоца бајле бараше полжави, пошто имаше откупни станица и обавезно низ бавчите наши се движеше, собираше полжави, нешта. И од тука се сеќавам на него. Ова е гласот на Илија Волкан, роден 1977 година. Приказната за Чекуш ме повлече, па сакав да слушнам избор два за него од луѓе кои го познавале и кои би можеле да ја збогатат со уште некој детал. Првите спомени на Волкан за нашиот јунак се совпаѓаат со моментот кога тој излегува од затвор во Австрија и се враќа во Охрид. Разговорот е воден преку Скајп, бидејќи Волкан веќе неколку години живее во Холандија. Така и од неговиот темперамент, можда и од неговиот начин на живот, луѓето почнаа да се плашеа. А уствари тој беше човек од моја страна, онака да можеше душа да ти ја даеше, мислам, таков човек сиромаст, а со толково срце, јас немам видено до сега. Јас сум Илина Јакимовска. Во третата епизода од подкастот Обични луѓе ја продолжуваме приказната за охриѓанецот Шерафедин Керим Чекуш. До сега го следевме неговиот подем во Виенското подземје, љубовниот живот кој е во најмала рака комплициран, патувањата низ Европа и Мароко на кој набавува роба и успешното разработување на бизнисот. Но на 23 ноември 1979 година неговата среќа се менува. До сега мојот живот многу убав одеше до 79-та, 23 11 1979 јас паѓам затвор. По неколку пријавени смртни случаи од прекумерна доза хероин, трагата на австриската полиција води до Чекуш. Осуден е најпрви на 11 години, потоа казната се намалува на 7, па на 5. Во затворот учи кондураџиски и дрводелски занает и ги чека честите посети на Бригита. По одлежани 45 месеци излегува од затвор и за секогаш ја напушта Виена за родниот Охрид. На почеток се чувствува како орел кој станал врапче. Се вратив јас Охрид тогаш, ме вратија ти нов Охрид. Покрај езеро се еше долго косиште имам, цел затвор што одеше, нема фрижонич од Косова, го останав цел. Бркчина тогаш пуштив. Овде го се пуштив едно ко Френк Цапа го имитирав. Well, I'm about to get upset. Никога не познам, освен моите стари другари. Климе, право, од тука до Климета да го видам. Мајка ми татко ми имаше неколку комшиче мој. Другото све беше си одино тука. Се чудно ми беше, а параноја уште држев во себе. Јас цел затвор ја чував параноја во себе и пред да паднам имав параноја, ми лезе една гранка. И кој излегов уште ме држи гранка, паранојчна да што имав. Многу чуден живот, многу јак живот во Виена и одеднаш си ко од палата на сендвичара да слизиш. Така ме беше, орел и врапче. Не може да го издржам. Ама, морам, не сакам да умрам, него се спасив реков хероин, реков, ја шо сега? Параноја. Излеча ме, и шо направи? Што ти се дешаваше? Каква параноја? Абе, шо не, јас све ми се дешава, мравка имав страх дури. Не ми беше убаво некако, све ми се, например, ако правам со те мове, све мислам дека ти ме шпионираш, ако правам со жена ми мове, све мислам дека таа против мене нешто. Има едни чудни гранки шо и да ги објас нешто влегли во секој човек од 23 настапи такво нешто до нагоре мој да настапи тоа. Ако настапи со неправилно, например, ако настапи со толку пари што имате, јас толку хероини што имам, тогаш има се потешка да ја страв од све, тогаш знаеш дека стално цајканите бркат, знаеш дека стално врам попиламе, вака ќе те паде, така ќе те убие, така ќе. Езерото и семејството постепено успеваат да го успокојат. Ама дојде во дека езеро го си го прифатив убаво. Мајка ми, татко ми стари си ги прифатив, нив реков, јас ќе веќе имам, не одам нигде, реков. Сестри реков, горе се реков, јас реков, не сум добар, реков, ама реков, јас ќе веќе чувам, реков. И состанав со езеро. Една година ми требаше јас да можам да се дружам со луѓе. Не
Јас не да се дружам, затоа што друг филм, се друго. Седите ли, не знам да се дружам. Сакам, не да не сакам. Не знам друг филм, таму, друг свет, таму, од високо паѓаш на најниско овдека. И можеш само да чак пат некој филм да му кажеш, а уствари доживљај свој тие, тоа е као стало ти до сите тие работи. И ова што ти го кажам, да све ова ми е стало мене. Нормално, да. И така и затоа и го памтам, и така да стало ми многу мое. Да. Не се излечив супер овдека. Сам, помош, вака од никого? Не барав од никого, не барав. Додуша, голема утеха во лечењето има неговата нова плантажа со марихуана. Не барав ни валиум, апчина не барав ни церафалиум. Меѓутоа, морав, ако веќе сам се лечам, не одам кај доктори, немам ни книжки тие работи, тоа сум пак сиромав сега, посадих марихуана. Стегнав, никој не знае, се ветри, о, супер. Кај посади? Прво овдека во Угостителско и факултетов позадимше саденивие. Тука прво. Ако си мислам има студенти овдека, ама тие реков студенти се реков, чисти се ти одет по патека, не одет реков по бавчи реков, да прегледат кај мене. И тука клав, и плюс онај горички ондел, по ендецинде. Ендек, тука трачу, све крави, врвет на други места, зема и лепешки прави, направи еден филм невиđен. Сканк, може ви Холандија додам, се такмичам со тоа што го направи. И ќе победат, сигурен сум ќе победат. Не се све убавиојте. По кратко време Чекуш повторно е во добра форма. Знаењето германски му помага да го ангажираат како водич за фиш пикник. Охриѓани многу добро го памтат како шета германки и холанѓанки по плажите облечен во црна танга. Значи се деси, слушај го, луцкал, јас носе танга уште од тогаш. Имам тровлакнен сама на танга моја, црн, како што сум рекол, убаво ми стои мене, црни тангички, убаво ми стои мене, црвени имам носен ове, црвени имам, белиенчко е пробав. Не пара. Не ми стоја мене, како педаче ме мојата, а црни ми стоја убаво. И јас, Славија дека му правев дека бизнисот ми беше фиш пикник да му правам на дамиве. Оди насапајле на риба со блинкери, вкопај некоја риба в джеп, избегаме на моријата, сепак денџер сама. Од што? Од Господа каде му мое, колку што од нив не знае, толку и мое. Так. Ама, му закажи на куклечун ги знаев, германски знаев многу убаво. Му закажи фиш пикник и да ги шетам и кај сакет, да ги носам со рибчина и да му направам таму скаричка. Све јас, миното, све од мене, знаев јас, колку треба, чотири, колку за девојка и према токи се напупав. Берикет се имаше езеро полно беше со рибчина, тогаш баш 80-та јас ходео, болно беше. Два пати излегав на вечер, сабај заедничко на вечер, два пати излегав денам по 30 кила вечер. Ами за 30 кила пат секој ден. Може да излезеш со девојка? Може да излезеш со девојка за тие пари. Иначе, ако има само 500 кавџет, треба да давиш само семки да чвакаш. И чат па на лимонада и вода. На лимонада или вода, па да. Кино се сега. Извав некој динар. Истовремено се запознаваа со мене од светот луѓе што стварно паскет. Па баш мене беше таа темата во мојот живот. Појќе со музика што сакат луѓе и павкачи да се дружам со нив. И така почне кафичиве, те ваква музика му носат, јас имав јаки музика од Виена, уште донесо, ми носеа, уште ми пуштеа. И по кафичеви ги пуштав. И гледам, се крена екипа, дека паткава после отворил, дека се докрена, бам, базару, мало се напол на Градчево. Тама мојот син, кој што го живеев таму, кој што му го раскажев, тоа го направив. Ама, робава, ганча, само јас ја имам и два тројца патка. На една рака можеш да ги видиш кој се паткачи. Положат најубото си го ваѓам за мене, после бербата, он не става на тоа, и тоа лошото за скопјанине, за гумциве, мумциве таму, да ни беше тоа, царица. Искуството од играње виенски валцери Чекуш сега го користи за нешто друго. Станува охридски Џон Траволта. Како што се отвара дискотеки, така Чекушот се качува на шанки игра. Најдобра партнерка му е Сузе Пештанката, а имат и професорка Русинка што игра на шипка. Палас Десарет работат за хонорар и за пијачка.
Ако сакаш да си поминиш, треба со Чекуш ондес. Ама, секогаш има ама. Охриѓенец му нуди соработка. Има 3-4 илјади корења ганџа посадено кај горица да работат заедно и да делат по пола. Чекуш се премислува оти човеков пие и му лајт муцката, но сепак прифаќа. И тоа точно на денот кога купува фустан боја трула вишња за неговата нова невеста, девојка од Германија. Купиме све фино леко, потрчим негде кај 6-700 и има уште паричка. Црвен убав трула вишна на невеста. Стане сакам некој ти реков бел фустан. Сакам некој чунки, јас сум некој поголем од во година, сакам црвен некој убав, капи се некој бел трула вишна. Тако ќе купи. Тај беше најскапи. Ево тие муријава, јас паѓам. Девојче, видите, со тие последни парички, да ме извај со кауција, немало така. Те фатија тоаш? Не го фатија. Не го фатија? Не ме кажи. Те кажи. Кажи. И готово. Осуден е и прекршочно и кривично. Лежи прво 1 месец, па е осуден на година и пол во Идризово. Ама не сака да се предаде без борба. За да го одложи или одбегне затворот, бега најпрвен во Струмичко. Таму отвара кафич со символично име Фри или Слободен и сади лубеници. Отворам кафич. Фри. Ти отвораш кафич? Отворам таму кафич. Фри. Со другари тамошни помош. Садам 4 декара карпузи. Бостан. Не. Бостан. Сите селанки мои. Селанки ма се имаја од патлиџани на зелена лаборација. Немаш голем проблем така. Носете му беа маси со кромпира. Немаш проблем никако. Чучуја ти, инакви беа во сексот тие. Какви беа? Селанки, брат. Обавезно сака да ти е со тебе. Обавезно сака. Ти не си од... А какви беа поинакви? Шо е? Одма да те нападнет, затоа што не си од нивното село. Идејата е од кафичот и од Бостанот да заработи 2000 марки и преку Богородица да избега за Грција, потоа со бродче до Бриндизи. Оттаму да го земе другар и да го донесе во Холандија за заедно да отворат кофишоп. Но планот не успева. Причина, Чекуш се заљубува. Се залюби во една убава жена, тамошна, што беа нивите нејзини. Од Стојакова? Од Стојакова. Та имаше 2 керки, супер. Сама беше маж? Не, маж имаше. Маж исто. Имаше маж. Не ми беше баш другар, ама во тоа друштво се пикаше тој кај што одев јас. Така и? О, се залюби во мене. Само не се исто. Каква беше? Пуфче црно, катран, мало, чичине, бумбарче, маличко, вака, ма ниско набиено, работливо девојче. И плюс мераклија на ово рака. Напредна. Напредна? Реков јас. Ти мене вика, ти си Коста, јас имам маш, вика, ама тој вика, наместо љубов, вика, ме бија. Моја си така, само што реков, моја си моја беше. Мажот дознава и доаѓа по Чекуш. Овој не се осудува да се тепа со него затоа што... Се гледаше ко монстр, ко абориджин беше, ниско набил и само широко беше, вака беше. Со 300 денари в джеб, Чекуш е повторно во бегство. Следна станица Битола кај другар што има дискотека. Телефон имам тука, дисџокеј сум, машанг сум, секако сум. Убави девојки, убави фрајери од Битола се дружат тука јако. По 700 карти на ден продаваме, келнерки ви ги плаќаме и за такси да имат, и за сендвичи, за све да имат, те охранители тројца и за нив да имат, и за нас да имат, чуки нашава пијачка беше бесплатна. И во джепов некој динар, за утрешната пијачка. И помина месец и 15 дена поминаја. И почна охриџаневи да ми иде таму. Разбрај, таму ми даја те на кафе, те на вечерна забава, таму пуштав какви музики сакаја. Ама тие, дојде и 20 охрињани педери. Тие го подкажуваат. Еден ден, рано наутро, додека кафаната се чисти и се почнува со работа, доаѓа човек со бубулици и вика "Добар ден, добар ден." Тие сте, вика, Шерафедин Керим. Јас мулам и се, мислам некој го имат пуштено да го почистам по важивно, седни што ќе пијаш, што сакаш, што да ти направат за лапачка, толку рано реков прв ми идаш ти му нам кој сте ви, од кај сте ви, јас рече сум рече од Битола, милицајец сум рече и ти рече се за Идризово, ваму, таму, документ, знам мулам да кај сум, току чека реков. Не би вика, не брза се викат. Ама на Чекуш му е јасно на каде оди работата. Не сака никого да подкаже. Останува една работа да среди пред да појде затвор. Да се зачисти вецето. И ме прибра, 24 сати Битола,
од мене муавет немаше, што немаше. И тука ме однесе после и дрзо. Си ги одлежа. А имаше со тебе? Имав со мене, ганџа имав. Имав 200, тогаш ги направив големи пари, имав 200 грама украден кокаин од аптека. Го украли луѓе од мене ми го дават. Немаш проблем, јас сум тој. И ама, ако дојдове коплив на тетка Полде на мајка му, врли го, реков, тој сјајот, реков, тука вецето ни е гнасно. А тој сјајот беше 200 грама кокаин. И та, го врлив, сине, рече, го врлив. Пушти неколку пати вода, реков, пушти, рече, го исчист, рече, гланц го направи. Синчи, рече, су чистела ја, рече, од ова. Кокаинов има јачина, си тонија бактерии ги здерит. Ама ми ојде мене цел тој дил. Ојдов се одлежав. Јас од кој одлежав, нормално, пак се дадав Охрид, Охрид се средив као да ме немам бајке чист сум. Сега го живеам овај живот, ала мизерен, меѓутоа здрав и жив. Разговорот со Чекуш во ресторанот Тино го има направено Ана Шталковска-Гајтановска во 2004. Како што можете да слушнете од снимките, тој е весел, расположен за муабет, па дури и мисли конечно да се жени. Сега имам многу поинтересна една идеја. Која? Влегвам во пубертет и сакам пак да се женам. Шо збориш? Готово, финито веќе, тоа веќе документите веќе се дават. По улици се. И кај? Зеро нормално, јас можам и дома се додам. Ше ми е поголема ода имата, јас помала имам. Така да можам и тој живот да пак да го тепам од почеток. Може. Пувче до тебе кога да фатиш цице, раче, да Шо да не? Шо Што си фали? Не дај Боже. Лошо да живееш со црне сам. Тоа положено нема, да те отепате ќотек. Така. И тој ми е мене муабетот. Од трите сестри една која живеела во Босна е веќе почината. Починат е и братот, кој бил курир во општина Охрид и тотално спротивен табието Чекуш. Од старите љубови контактира само со Бригите. Сега нешто? Сега се држам се со сестри, сестри две од Америка. Имаш две сестри? Да, едната ми е покојна, третата, брат ми одека умре и тој си еба мајката. Јас сум сега две сестрички и чат па со Бригите контактирам. Сега имат керкичка Лејла, дека ние сакаме кој ќе ни се роди керка. Лејла ќе викаме, турско името. Има жена со еден турчин. Се знаете на времето, тој беше мал тогаш, ама дури бев јас по затвори, многу, имам паднато многу јако. После 3-4 години таа се фати дечко. Дека мене ме ишупираја и така. И сега живее таа со Лејла, али никој пат вика, Чеки, вика, освен тебе и Лела, вика, не можам никого во светот да сакам. Никого, вика. Ма системче, па музики ми пушташе од таму, баш музики што сме ги живеели на времето, на концерти што сме оделе, такви работи, све, девојчо. Само, вика, не бара, вика, од мен, вика, те знам, вика, што човек, вика, не бара од мен, вика, сега, вика, ова сето, вика, да го урнам, вика, што го направи, вика, за колку што не сме заедно, од 79-та не сме заедно, од 79-та до 83-та, откога дојдеме во Охрид, не сме заедно, така да таа си направена фамилија. Се спаси и таа беше на хероин. И таа се излече самата. И јас овдека си излего сам. А мој ме вика, как сакаш, вика, да се сексави, вика, дојде до Марибор. Ти вика пола пат. На пола? Так. Затоа вика, идај. Интересно реков, ама јас реков што немам пасен, што пустат, реков нешто, реков ми смета тука. Иначе видите, ке дојдам, реков, имате тоа време, реков. Ние, реков, си ги знаеме телата наши, реков. За Ерика и Еди од 1979 наваму не знае ништо, но не се откажува од мислата да го најде синот. Ништо не знам на нив, бајке. Не? Не. Бригите и тука ми помогна некој пат и ги побара преку. Негде ги побара, така да ми пушти адреси, ми пушти телефонати, ми пушти од Синчево, само дека јас бајам само од Синчево да знам нешто. Ништо немам успеано уште да најдам. Сега евентуел, Мартов, никад не касно, Мартов, ако направам пасошче, и ќе направам така некако да го ја клизнам јас до таму.
А сам можам да го најдам, сигурен сум, ако не тем некој ден Африка некоја, што не можеш никако да го најдеш. Ако е во Виена, преку нивната дефтер од главни нивни полицајски одма го најдам. Животот на Чекуш е само сенка на некогашните авантури. По кафани не оди, чат пат на чорба. На негови 52-3 години може да каже дека живее како сиромашен пензионер кој навечер гледа цртани филмови во трошното сопче. По некоја паричка добива од добрите сограѓани и од изработката на сувенири. И имам и правено доста икони, имам и доста и шитнато. И моите дела сите што биде завршено, одма биде купен. Уште не почнам да го купвет. Ете така. Едно, името ми е многу чудно. Второ, секој сака да има еден дел и од Чекуш. И увоето, не си име сите. Имам и доста поклони дајано и многу сакам да поклонам. Не да ми поклони некој, мој да ме поклони само со добра пакета драм, цигари, драм тутун. Со тоа мој да ме погоди туго, пепер си личина. Или со добар джојнт, мој да ме погоди. Откако паднал од ролери неколку години претходно, веќе не ни пие како порано. И така се воздржав нацето и си дадов сам збор за себе. А и другари веќе ме сакат поиќе. Сигурен сум тука, кој ќе не сум тој Чекуш што пијат по 100 пиво и сек дека кај да го видиш Чекуш од Враце пиво. Ролери возам, пиво Враце. А возиш? Возам ролери. Си возиш? Да, си возам. Има 2-3 години што не возам, дека паднате нешко убаво. Направен камбана со од секој кафич, ги менев само пивате празни за полни. И паднат на едно место овдека 6 месеци. Ми рекоа колку што си стаја толку дено, ништо, не помогна. Вуше појке треба дупло, појке дено. Од имот има една трошна куќа на брегот и 3-4 кајчиња. Сите го менуваат името еднаш годишно, ама само едно останува цело време исто. Кајчето наречено Ганџа. Одека имам пред куќа, имам 3 кајчиња, имам 4 имам. Го кренав порано, иначе јас го кренав точно на 20 кајчево. Значи, денеска јас го кревав кајчево. На нова година ми беше страв, имаше многу брана фаѓе, па дали ми го земит курбана и го кренав овека пред куќа, па чим дојд летово сега пак се прават нови бои, ново фарбање, ново име. Од моето едното остане Ганџа, си остане до Ганџа се вика тој готово. Друга. Да, долго кајче. Долго кајче, пентичка, ментичка, джерцка. Градиште, И да, случува, ништо не е моја, а све. Во следната епизода, што се случувало со Чекуш по ова интервју, односно по 2004. Сите досегашни епизоди се снимани во услови на пандемија, што ги отежнува контактите и интервјуата. Но ќе се обидеме да одговориме на неколку прашања кои остануваат отворени. Дали се видел со саканиот син? Се сретнале ли повторно со Бригите? Кога и како умрел? Јас сум Илина Јакимовска. Интервјуто со Чекуш во 2004 го направи Ана Шталковска-Гајтановска. Продуцент Бојан Угриновски. За фотографии и транскрипт на ова епизода посетете го нашиот сајт обичнилуѓе.mk. Верзија со титул има на нашиот YouTube канал. Во епизодава се користени делови од песната Common People на Pulp, Trouble Every Day на Френк Запа и Freedom на Джими Хендрикс. Подкастот Обични луѓе е непрофитен проект на неколкумина ентузијасти.